Госпоѓа Калас, тука би сакал да ја нагласам силната меѓусебна поврзаност меѓу двете политики на Европската унија. Политиката на проширување и заедничката надворешна и безбедносна политика. Интеграцијата на нашиот регион во Европската унија цврсто ќе ја заокружи европската безбедносна и одбрамбена архитектура. Затоа би сакал да нагласам дека Европската унија треба да покаже решителност и одважност и да донесе храбри одлуки во насока на својата политика за проширување. Неактивноста на тој план може да овозможи други геополитички актери да се надпреваруваат за влијание во регионот, а тоа може да го поткопа кредибилитетот на Унијата и довербата во процесот на проширување. Европската унија, благодарам за досегашната соработка. We will support your army with 38 million euro in total. Our goal is to improve your operational readiness, interoperability and cooperation in crisis management. Денеска сме тука во седиштето на Балканските медицински наменски сили, меѓународна организација во која се вклучени регионални медицински сили способни за брз одговор на широк спектар на ситуации. Оваа организација дава значаен придонес за зајакнување на регионалната соработка и ги промовира добросетските односи. Овој регионален капацитет беше препознаен како стратешка регионална наватка и токму на таа основа Европската унија одлучи да го поддржи и развојот и подобрување на военото медицинските сили на сите земји членки со набавка на нова модерна опрема во вредност од 6 милиони евра, со кои 2 милиони евра беа наменети за нашата земја. And I'm delighted to open the first security and defense dialogue just before we came here today in Macedonia during this visit. And North Macedonians' alignment on essential aspects of European security, such as Russia's war against Ukraine, is fundamentally important to us. North Macedonia's support is equally important at the multilateral fora, including in the United Nations.